Добро вечер, почитувани мои. Понеделник 17:10, ново издание на Ваш термин. Јас тука како ваш домаќин се разбира секој понеделник, Виолета Петровска Периќи, секако веќе со мене гостинот во студио кој што ќе биде денес одговорен за темата која што ќе говориме. Овој период обично најчести се воспаленијата на дишните патишта. Колку повеќе воспаленијата се зачестени, толку се зачестени и алергиските реакции на дишните патишта. Некако ми се чини дека алергијата поточно на горните дишни патишта, значи алергискиот синусит, е во последниве години наназад доста застапен, па токму одлучивме денес да говориме на таа тема. Одговорен за темата е доктор Јане Јаневски, кој што е специјалист за уво, нос и грло, односно оториноларинголог. Меѓутоа, ќе го поздравам кога ќе се вклучиме повторно во студиото. Предлагам прво од режија да го пуштат оној прилог кој што на некој начин ни ја најавува и денешната тема, па потоа ќе се вратиме повторно во студиото. Синузитис или риносинузит е инфламација на мукозата на синусите. Синузитот е резултат на обструкција или конгестија, со што параназалните синуси се блокираат. Кога синусите се блокирани или премногу слу се присутна во синусните комори, се добива совршена подлога за инфекции предизвикани од бактерии, вируси или габи. Во зависност од тоа колку време траат симптомите, постои акутен кој трае помалку од 4 недели, субакутен кој трае 4 до 12 недели, хроничен 12 недели и повеќе и повторлив синузит кој се јавува во вид на 3 акутни епизоди во тек на една година. Акутниот синузит може да биде предизвикан од бактерии, вирусни или фунгални инфекции. Причинители за синузит може да бидат и алергените во воздухот. Во повеќето случаи акутниот синузит е предизвикан од вирусни инфекции во горниот респираторен тракт. Хроничниот синузит е резултат на отоци и инфламација која трае подолго време. Може да биде предизвикан од периодични епизоди на акутен синузит или од други состојби како астма, алергиски ринит, имунолошки пореметувања или структурни абнормалности како девијација на септумот или назални полипи. Загадениот воздух е исто така ризик фактор во хроничниот синузит. Тука спаѓаат частичките во воздухот од индустриските хемикалии, чадот од цигари и други загадувачи кои можат да ги оштетат цилиите, трепките кои ја транспортираат слуста преку синусот. Загадениот воздух е важен ризик фактор, но сепак не се знае точно кои загадувачи се критични. Кај пушачите е зголемен ризикот од синузит. Што се однесува до пасивните пушачи, нема сигнификантен ефект кај возрастните, но ризикот за синузит е зголемен кај децата. Хроничниот и акутниот синузит имаат слични знаци и симптоми, со тоа што акутниот синузит е често придружен со настинка. Добре дојдовте. Добро ве најдов, голем поздрав до вас и пред се и до вашите ценети гледачи. Така. Навистина ми е драго што повторно сум еве во вашето студио да дообјасниме одредени здравствени проблеми кои што се во мојот домен, во моја специализација. Сме говореле на оваа тема, меѓутоа никогаш не е на одмет нели да се повторуваат темите, бидејќи горе-доле тие се проблемите со кои што се соочуваме околу нашето здравје. И секогаш кога сме говореле за синуси, некако знам дека никогаш докрај не сме докажале се што требало. Ајде се надевам денес дека ќе успееме, ако не успееме, здравје друг пат, нели? Ајде на почеток прво да објасниме една, како да кажам, дилема. Некој нели што има проблеми вели јас имам синуси. Меѓутоа дали имаме сите синуси? Или пак што се тоа синуси? Да објасниме. Сушност, многу добра забелешка. Пациентите, но најчесто доаѓаат кај мене во ординација или било каде на ушен лекар и доктор јас имам синуси. Во основа сите Така. Нормално имаме синуси. Значи, тоа синусите представуваат нормална анатомска творба во човековата глава, во коскината лобења. Зошто
природата ги создала. И зошто и која е нивната функција се уште не е целосно разјаснето. Најверојатно една од теориите кажува да за олеснување на самата глава, друго е тие синуси да бидат исполнени со коска, Така. а друго е сега воздушни шуплини. Меѓу другото имаат и своја улога и во процесот на дишење, пречистување на воздухот, исто така во процесот на фонација, изговорот, но во основа, значи, сите луѓе имаме своји синуси кои што се развиваат во текот, уште во мајчината утроба кај малите деца, каде што не се развиени сите, со рачењето постепено се развиваат до комплетирање на сите синусни шуплини. Значи, постојат фактички повеќе синусни шуплини во човековата глава, тоа се максиларните синуси, фронталните синуси, етмоидалните синуси и сфеноидалниот синус. Тие се сите сместени на одредено ниво на човековата глава. Тие се покриени, значи, коскени шуплини кои што се препокриени со слузница, нормално препокриени со слузница, тоа е всушност истата слузница која што ја го препокрива и носната шуплина, и со тесни отвори и каналчиња се поврзани директно со носната шуплина, каде што го дренираат сиот оној секрет што нормално се ствара и нормално ја ствара таа слузница. И се дренира преку тие шуплини по носната шуплина и преку носната шуплина понатаму. Така. Значи, пациентите кога доаѓаат и кога велат синуси, најчесто мислат на воспаление на синуси, на болни синуси. Така, значи, да разграничиме, сите имаме синуси, меѓутоа, кога ќе добиеме некој проблем со синусите, предпоставуваме тогаш дека ние веќе имаме некој проблем и тогаш ги чувствуваме синусите и велиме имаме синус. Ето така. Значи, кажавме дека постојат неколку типа на синуси, меѓутоа, ајде вака сега да започнеме први да го објасниме оној, како да кажам, алергискиот синусит. Бидејќи тој некако ми се чини дека е најчест во последно време и се почнува некако од тоа, па некако се накалимува некоја инфекција, па компликации, воспаление и така натаму. Значи, што значи алергиски синузит? Која е разликата помеѓу обичното воспаление и алергискиот синузит? Така, сега, како прво мора да разграничиме и да дообјасниме што всушност значи алергија. Така. Значи, алергија, всушност, под алергија се подразбира ненормален одговор на човечкиот организам на субстанции кои што се присутни во неговата околина. Ако еден човечки организам, условно здрав, реагира на еден начин, кај оние што се болни од алергија, реакцијата е изузетно бурна. Значи, при контакт со таа субстанца, со дел од човечкиот организам или со човечкиот организам се развива бурна реакција. Во конкретниот случај збориме за реакција на она, како што веќе спомнав, носна слузница, која што ги облага и параназалните синуси, синусните шуплини. При контакт со алергени, тоа се тие субстанции во околината, во воздухот, при дишење, при контакт, се доаѓа до една бурна реакција, алергиска реакција на самата слузница, која што, да не завлегуваме сега механизмот на настанување со сите антитела, антигени, реакцијата, но битно е таа се карактеризира со појава на оток на самата слузница, црвенело на самата слузница и обилно лачење на слуз. Кој е фактички она што се добива синузитот. Синузитот во дадениот случај пациентот го чувствува, луѓето го чувствуваат тежина во синусите, затоа што како реакција на она обилно лачење на слузта, таа слуз се акумулира во параназални шуплини. Бидејќи постои оток на самата слузница, а тие ситни отворчиња што претходно ги спомнавме, преку кои се дренираат синусите, се исто така обложени со таа слузница, со тој оток и така ситниот отвор целосно се запушува и таа слуз веќе не може да излезе, да се евакуира во носната шуплина.
поради тоа доаѓа до застој на таа слуз во самата носна шуплина, пошто самата слузница се уште иритирана, таа продолжува да лачи таква слуз и таа слуз постојано се повеќе и повеќе се нагомилува во самата синусна шуплина. Тогаш веќе доаѓа до она чувство на тежина, на притисок во челото, во образите, чувство како да нешто мрда во самата глава, а посебно изразено чувство кога се наведнува главата, како да нешто влече како да нешто влече кон. Тоа е веќе оној почетен катарален синузит каде што нема накалемено бактерија. Значи, чисто е врз основа на алергиската реакција на слузницата, појава на огромно количество на слуз. Така. Значи, тоа е алергиски синузит. Симптомите, кажавме, дека се обилно течење на носот. Претпоставам кивавицата тука е пропратен симптом, кој што исто така може да ни посочи дека станува збор за алергија. Дали има време на траење алергијата? Велиме настинката може да трае од 5 до 7 дена, меѓутоа алергијата може и подолго да трае? Оние симптоми односно? Да, основната разлика помеѓу алергискиот ринит и риносинузит и класичната настинка е баш во време траењето на симптомите. Значи, настинката 3 до 7 дена. 7 дена е веќе, кога продолжува на 7 дена, веќе се посумнува дека е накалемена бактерија, па мора да се лечи со нешто друго. Али самиот алергиски ринит и риносинузит, тоа е појава која што трае се додека слузницата е во контакт со тој алерген. Затоа постојат повеќе типови на алергиски ринити. Значи, алергискиот ринит на кој се недоврзува синузитот или во заедно кажано алергиски риносинузит може да се подели на повеќе подтипови. Во зависност од тоа на што е алергичен пациентот. Има, значи, врз основа на тоа тој се дели на алергиски сезонски ринит и алергиски целогодишен ринит. Алергискиот сезонски ринит е оној ринит или риносинузит кој што пациентот е чувствителен на цветањето, на поленот, на одредени типови на алергени кои што се појавуваат во одреден временски период во годината. Кај нас, за жал, поленската карта на Македонија ни укажува дека буквално нема месец, нема месец каде нема цветење на одредено дрво. И во модерни услови кога во своите домови натер чуваме цвечење, значи постојано има присуство на одреден тип на алерген, на одреден полен. За разлика, значи, во таков случај пациентот е осетлив на одреден тип на полен или на одреден тип на алерген, кој што е присутен во одредена временски период во годината. За разлика од него, постои целогодишен алергиски ринит, тогаш пациентот е всушност алергичен на прашината на домашната прашина, на микроорганизми кои што се присутни во теписите, во постелнината, дерматофагоиди што ги наречуваме. Алергичен е на нивното присуство и тој алергиски ринит трае цела година. Симптомите се буквално постојани, најчесто се со запушеност на носот, отежнато дишење на нос, многу често пропратени со кивавица, и исто така обилна секреција од носот. Посебно карактеристично за сите овие секрeciјата не толку кон надвор, колку што така наречена постназална секреција, односно ослевање на секретот од носот во грлото. Која што е доста многу честа и знае доста проблеми да прави. Доктор Јане, кажавме алергени во однос на поленот, алергени на домашна прашина, оние грини кои што за жал прават исто така многу проблеми како на горните, така и на долните дишни патишта. Во последниве, еве како да кажам, можеби 10 дена,
имавме многу големо загадување овде кај нас во главниот град во Скопје, во одредени населбини или со повеќе или помалку. Колку тие имаат, колку ова загадување има улога во појавата на алергискиот ринит или пак можеби повеќе има во појава на оние други инфекции на горните дишни патишта? Во секој случај, зголеменото присуство на аерозагадувачките материи во воздухот, кои што секојдневно го дишеме, условува повторно една хиперреактивност на самата носна слузница, на самата дишна слузница, на слузницата на целиот респираторен тракт, кој што почнува од носот, па преку грлото до бронхиите, трахејата, бронхиите, ситите дишни патишта, се до алвеолите. Значи имаме една во почеток можеби не може да се каже хиперсензитивна, но хиперреактивна состојба на самата слузница. Слузницата е надразнита, обилно надразнита и лачи обилна количина слуз. Тоа уште повеќе го потикнува ако веќе постои алергиска конституција, уште повеќе ги потикнува тие алергиски симптоми. Не е исклучено, затоа што барем до сега јас немам сретнато испитување, алергиско испитување на PM частичките, на сите оние аерозагадувачи кои што се во воздухот. Така да не можеме да кажеме со сигурност дека е алергиска реакција, но не можеме ли да ја отфрлиме. Сигурно знаеме дека имаме една хиперреактивност на самата слузница. Сега, врз основа на таа хиперреактивност и како прво тоа го ослабнува и самиот имунолошки одбранбен механизам на човечкото битие. На тој начин уште полесно се надоврзуваат врз таа слузница, врз тој секрет се наколемуваат и оние микроорганизми кои што понатом предизвикуваат инфекција. Додатно. Ајде вака сега. Претпоставам дека сите оние кои што имаат проблеми доаѓаат кај вас, велат доктора, јас имам проблем, тие симптоми ми се застапени, значи веќе подолго од 7 дена кивам, нели имам секрет од носот и така натаму, не можам нели да дишам, затнат ми е и така натаму. Што се презема, еве, што вие како прв чекор давате до вашите пациенти или предложувате да се стори за да се утврди точно дали навистина се работи за алергиски синузит и дали веќе одма знаете дека станува збор за тоа или ви требаат некои дополнителни испитувања? Од добро направена и добро земена анамнеза, многу лесно може да се веќе во голем процент да се постави една диагноза дека навистина се работи за еден алергиска реакција на носната слузница. Понатам, кога сепак на граница на сомнителност, многу често пациентот го препратуваме на дополнителни исследувања, како алерготестирање, кои што веќе циљано ни кажуваат дали е алергија или не, и ако е веќе алергиска реакција, на кој тип на алергени е тој пациент осетлив, чувствителен. Така да, тоа е една од, може да кажам, ако е позитивна, веќе и 100% докажана алергија. Но, значи, затоа напомнав, ако е позитивна, негативниот резултат од направеното алерготестирање не значи дека ја исклучуваме присуство на алергијата. Затоа што во денешно модерно време секој ден се ствараат милион нови субстанции, милион нови алергени. Значи, ние при алерготестирање се вршат тестирање на најчестите алергени кои што досега во пракса се покажале дека предизвикуваат таков тип на алергија. А за оние останаците, така да, значи, оној негативен резултат не значи дека пациентот не е алергичен.
но не е алергичен на тие алергени кои што се испитувани. Потоа понатаму се прават и други испитувања, но во основа секогаш ако се направи на алерготестови, веќе и се почнува со терапија. Така. Значи, во добро, пак се враќам на она почетното добро земена анамнеза, во добро земена анамнеза пациентот веќе ни дава податок дали и претходно боледувал, дали порано лани, преклани, имале во тој период на годината имал таквите гоби или прв пат се јавува, ако има колку често тоа се појавувало, кога се појавувало, колку временски траело, кивавица, ако имало кивавица, дали е во салви или е единична кивавица, течење на носот во која обимност. Тоа се сите податоци кои што ни укажуваат, понатаму се водели за терапијата. И веднаш се вклучува тредена терапија, потоа се прати пациентот како реагира на таа терапија и дали има потреба за промена на терапијата. Ме интересира околу алергиските тестови. Обично, колку што за некои тестирања во однос на алергијата, да речеме на кожната алергија, не се тестира додека, например, е исфрлан организмот. Дали е тоа случај со алергискиот синузит? Дали додека траат симптомите се прават тие алергиски испитувања или пак мора малку да се смири состојбата па да се направат? Или тоа нема врска кај алергискиот синузит? Така? Кај кожната манифестација на алергиите, тоа е многу честа, не се прави затоа што веќе најчесто што се испитува кај кожата се прават алерготестирања, алерготестирано од крв. Значи се зема крв од вена и тогаш се прави сега во ново време, тогаш се прават и алерголошки исследувања во крвта. Така. А оне класичните и тестови кои што се кожни тестови, тие со боцкање на лице место што се ставаат кожни тестови, тие всушност кај кожните алергии не се прават затоа што веќе има појава на ефлоресценции кои што го пореметуваат резултатот. За разлика од тоа, кај носната алергија немаме такви ефлоресценции и баш препорака е да се направи прво алерготестирање пред да се почне со било каква терапија. Така. Значи, затоа што терапијата ги смирува симптомите на алергијата. И веднаш вклучена терапија потоа може само да ни даде лажни резултати. Значи, пожелно е пред да се почне со терапија, да се направи алерготест, па потоа да се вклучи терапија. Доктор Јаневски, била дека ова некако алергијава ни е болест на 21. век, така речено, заради тоа што многу фактори однадвор влијаат врз нашето здравје, значи многу алергени ни се околу нас кои што не можеме да ги избегнеме, за жал. И како покажуваат податоците? Навистина ли е тоа така? Навистина ли алергијата ќе биде некако болест на 21. век, која што, не знам дали ќе се сложите со мене, многу тешко се доведува во некој ред. Многу е мачно и многу е тежок патот до лекувањето на овие видови на алергија на дишните патишта, поточно и говориме за синузитот. Вака, се слагам со тоа дека, мислам, со една исправка, со вашата дека е болест на 21. век, со една исправка не е тоа модерна болест, него е болест која што потекнува од памтивека. Да, меѓутоа сега некако е сега во експанзија. Бидејќи баш она што го споменав претходно, бидејќи секојдневно во светот се појавуваат милиони нови супстанции кои што се можни алергени. Нема супстанца која што до сега во науката нема супстанца, позната супстанца која што можеме да кажеме со сигурност не е можен алерген. Па чак што више и лекови кои што ги употребуваме во лечење на алергијата можат да предизвикаат алергија. Така. Значи,
Тоа е, пак ќе се вратиме на основната дефиниција, алергијата всушност представува абнормален одговор на субстанца која што нормално е присутна во организмот. Значи, не знаеме кој човек е предиспониран на алергија. Сите оние конституциони фактори, како што се претходно во фамилија присутна алергија, или уште како дете појава, тие може да ни помогнат дека можен пациент со алергија, алергичен ринит, риносинузит или ако веќе се спушти надоли бронхијална астма, но не мора и да значи дека е тоа. Така. Значи, сето е во зависност од самиот човечки организам, од неговата здравствена, моментална здравствена состојба, затоа што, на пример, пациенти со добра имунолошка, здрава имунолошка состојба нема да добијат алергиски? Мал пад на имунитетот може да добијат веднаш алергија. Така да не можеме да кажеме точно кој е. Сигурност. Сега, колку ќе биде исто така, колку ќе биде јачината на симптомите кои што тој пациент ги има, пак не можеме со сигурност да тврдиме. Секој пациент си е пациент за себе. Така. Значи, докторот секогаш во основа тие се лековите, но и пристапот кон пациентите е индивидуален. Која терапија, со која дозажа, колку и како ќе се применува, тоа е сето во зависност од пациентот. Некои пациенти реагираат со краткотрајни терапии, некои пациенти реагираат со терапии само со примање на таблетки, кај некои мора да се појача дозата со примање на назални спреови, кај некои и веќе појака друга терапија, така да сето е тоа веќе индивидуално. Кога веќе спомнавте малите деца, дали има некое правило во однос на тоа кога едно дете или уште од мало има проблеми со алергиски синуси и така натаму, значи на дишните патишта, дали може во подоцнешните години таа алергија да се изгуби на некој начин, или пак, како што рековте, нема правило, може некој па воопшто да нема проблем со алергија уште од мал, па тоа да се појави некако во покасните години. Зошто е тоа така? Кај децата, често збориме кај такви особи кои што знаат да развијат кај мали деца, знаат да се развијат алергија, во голем број на случаите со текот на возраста, со созревање на самиот имунолошки систем на детето, доаѓа до повлекување на симптомите и детето комплетно, мислам, веќе после како тинејџер и како возрастен човек, комплетно ги губи сите симптоми. Дали некако организмот се навикнува на тие алергени од надвор или пак? Меѓу другото, едно од тоа е тоа, второ е комплетното созревање на имунолошкиот систем. Кај таквите пациентчиња се претпоставува дека имунолошкиот систем се уште е во фаза на развој. Така. Значи не е доволно развиен како кај останатите деца, него во фаза на развој и во одреден момент, кога веќе достигнува одредена возраст, кога комплетно ќе се развие, тогаш ќе се повлекува. Сега, која е битната поента? Битната поента кај тие деца е на време да се преземе тераписки мерки, така, за да може да таа алергија се држи под контрола и така, да му се дозволи на организмот да се го развие својот имунолошки систем, за понатаму во поголемата возраст да не добие компликации и да се продолжи алергијата. Ако не се држи под контрола тие алергиски реакции, тогаш тоа веќе во возрастната група знае да се подлабочи со други веќе поозбилни алергиски реакции на организмот. Сакате да кажете дека тоа треба да се внимава во однос на дечињата, така. А точно е тоа дека има луѓе кои што никогаш порано немале. За прв пат во после своји 50 години прв пат му се јавува алергија. Тука значи пак има улога имунитетот? Да. Так. Да. Гледате, всушност пак ќе се вратам на едно патофизиолошкиот механизам на алергијата. Значи алергија е еден алерген кој што е присутен во
средината доаѓа во контакт со имунолошкиот систем на организмот. Така. Секогаш мора организмот претходно да бил во контакт со тој алерген, за да го препознае. Ако е нов, прв пат го сретнува, тогаш не се појавува алергиска реакција. Значи, мора претходно организмот да бил во контакт со него. Така. Сега тука имаме оние две можности. При вториот контакт може да настане експлозивна реакција, ама може и ништо да не биде. Така. Значи, кога ќе се појави реакцијата, тоа всушност е знак дека човечкиот организам створил доволно број на антитела кои што веќе може да ја активираат алергиската реакција на организмот. Значи, без присуство на антитела не постои реакција на алергенот. Така. Тие се специфични антитела кои што се специфични само за тој алерген. Не се специфични за други алергени, него само за тој. И реагираат и се сварат само кога е тоа. Затоа и она што го зборив. Значи, 50 години можеби човекот немал ништо. Ама 50 години се трупал, се трупале тие и во тој момент веќе дошло до прелевање на чашата и појавена реакција. Симптомите. Впрочем, и за сите алергии е тоа така. Значи, кога веќе ќе се натрупа организмот со сите тие надворешни, како да кажам, тие што се алергени или било како, или отровни материи кои што се насобираат, и кога ќе се прелее чаша, тогаш се јавуваат симптомите за кожните и за алергијата. Лекувањето, кажавте? Да. Тоа ја се извинувам, само да се надоврзам, но тоа е слично, знаете, и пациентите е алергични на пеницилина. Доктор, јас имам испримано милиони инекции. Како сега да го алергичам? Тоа е она. Значи, не мора никако ништо да значи. Она на првата инекција дошло до контакт. Така. Веќе понатаму може втората ќе предизвика алергија, а може милионата илјадицата инекција може да предизвика алергија. Значи, тоа е оно трупање на ова. Кажавме дека лекувањето е доста тешко на некој начин. Сите оние кои што си ги имаат овие проблеми знаат колку им е тоа мачно и знаат колку време им треба да ги користат сите тие спреови за да на некој начин го држат под контрола тој синузит. Колку време е потребно или пак сепак е тоа, како што кажавте, индивидуално, значи за секого. Некој можеби побрзо ќе изреагира, некој подоцна. Сепак од што зависи тоа? Бидејќи секогаш кога говориме за сите заболувања, некако, конкретно на уво, нос и грло, или за она кое што вие сте специјалисти, секогаш велиме, нели, ни се растече носот, не заболе грлото и така натаму, велиме имунитетот паднал. Секогаш ли имунитетот е тој пресуден кој што е виновен или на некој начин за сите овие работи, пак и за алергиите? Имунолошкиот систем на организмот е дел од човечкиот организам, кој што е задолжен за да го брани организмот, така. Одбрана на организмот од надворешните штетни агенции. Значи, она што ние како лекари го правиме, фактички пробуваме во голем случај успешно, во некој случај неуспешно, пробуваме да му помогнеме на самиот имунолошки систем. Значи, да му помогнеме на човечкиот организам да ја купира и премине од одредената болна состојба. Тоа е функцијата на лековите. Функцијата на лековите е, меѓу другото, да му дозволиме и одмор, кога е, например, во прашање инфекција. Така. Во прашање алергија. Да му дозволиме на имунолошкиот систем и на човечкиот организам одмор, пауза, да со надворешни субстанции. Ја разрешиме состојбата, едноставно да залечи самиот имунолошки систем, за да може понатаму да се бори против одредената здравствена состојба. Така. Тоа е целта на лекувањето. Значи, се додека има пореметување на имунолошкиот систем, се додека има пад на имунолошкиот одговор,
че има и болест. Колку време е потребно за да се санира? Најразлично. Некогаш и најчесто... И да земеме една средна, како да кажам, некоја средна да ви кажам, статистика во лекувањето. Зависи, ви кажав, значи, зависи и од типот на алергиската реакција. Кај пациенти со почетна алергија, посебно со алергија која што е на полен, сезонска алергија, во голем број на случаевите доволно е вклучување на перостерапија, односно таблетарна терапија, 10 до 20 дена, без никаква друга субституциона терапија. Кај други пациенти е потребно покрај таа таблетарна терапија да се вклучат и аеросолна терапија, значи интернатални спрејови. Во модерно време овие новите кортикостероидни интернатални спрејови. Така. И кај некои пациенти, тоа е веќе малку подолго трајна терапија, а кај некои пациенти, посебно кај пациенти кои што се карактеризираат со докажана алергија, ама на многу мал број на алергени. Тогаш може да се размислува и наша препорака е да се пациентите да се спремат за вакцинација против тие алергени. Што всушност значи вакцинацијата? Вакцинацијата во дадено случај значи постојана експонажа на сосем мали количина на алерген, на тие одредени алергени, кои се почнува со минимална и постепено се појачува да самиот организам се привикне на присуството на тие алергени. Успешноста е огромна и голем број на пациенти. Ова е во светот тенденција. Кај нас исто така, ма не во толку кај сите пациенти, али има број на пациенти. Успешноста кај тие пациенти е голема. Колку е од вашето искуство има од пациентите кои што сакаат да го применат овој метод на лекување со вакцинација, бидејќи вакцинацијата секогаш кога ќе се спомене вакцинација кај нас малку тоа е нели некако со недоверба се гледа и така натаму. Колку се одлучуваат или колку сакаат да го применат тоа? Сега за сега ретки се пациентите кои што се спремни, не само за ретки се и докторите кои што се спремни да ги припремат пациентите за секоја чест, да ги припремат пациентите за вакцинација. Отпорот на пациентите, знаете, кога ќе се спомне вакцинацијата најчесто подразбира и на времето беше таква вакцина со шприци со игли. И тоа беше комплицирано. Тоа навистина беше неделно, еднаш до два пати неделно се одеше на боцкање. Сега, во ново време, вакцинацијата се оди со капки под јазик. Се ставаат капките. И на тој начин, фактички, директно во крвта доаѓа алергенот и доаѓа до контакт меѓу организмот и алергенот. Така да е многу попрактично, многу побезболно, полесно. Сега поврзаноста е во тоа што сепак е отежнителна околност, тоа што мора да се изведе во здравствени установи, затоа што секоја примена, секоја доза може да предизвика нагла и силна анафилактичка реакција. Значи, она крајниот стадиум, најјаката алергиска реакција, анафилактичка реакција, значи, мора да биде изведено од упатено здравствено лице. Околу себе мора тоа здравствено лице да ги има сите оние медикаменти со кои што се купира анафилактичната реакција. Тоа е значи она незгодното што мора да се изведе во здравствени установи. Да се биде под надзор на медицинско лице. Али тоа се многу ретки случаи, така да. Во секој случај многу, како да кажам, е комплицирана работата околу алергиите. Сме говореле многу пати, еве говоревме и денеска. Ме интересира само да ми кажете, со оглед на загаденоста, нели, која што ја споменав во изминативе
така речено 10 дена, која што на вистина беше доста присутна. Каков беше одзивот на вашите пациенти? Дали и почувствувавте зголемена побарувачка на вашите здравствени услуги како специјалист за уво, нос и грло и кои беа најчестите проблеми за кои што се јавија граѓаните кај вас? Нормално се очекуваше и се уште е приливот на пациентите зголемен. Приливот на пациентите кои што се жалат на тешкоти во горно-респираторните патишта. Значи, запушеност на носот, главоболки, воспаление на синуси, чувство на гребење во грлото, а оние хронични болни кои што веќе и патат и со бронхија, со бронхити, дали им се разлошуваат симптомите, така? Видите како влошуваат симптомите. Но збориме за пациенти зголемена инциденцата на пациенти кои што се, да речем, и прв пат му се јавува симптоми. Значи немал проблеми, ринит или риносинозит. До сега нема проблеми, наглас со актуелното загадување, аерозагадување, појава на воспаление на горните дишни патишта и тоа до класични бактериски синузити, затоа што, како што спомнав, имунитетот, локалниот имунитет на самата слузница е опаднат, самиот секрет што слузницата го лаче и како е изворедна подлога за развој на бактерии, тие веднаш букнуваат. Так. Во кој случај давате антибиотик? Само кога ќе се појави класични знаци со присуство на бактериска гноев секрет. инфекција. Так. Со присуство на гноев секрет во носот, тогаш е неопходно. Практикувате и вие она со крвна слика, бидејќи знаеме дека наназад веќе долго време не даваат антибиотици матичните доктори, еве, без анализа на крв и потврдено леукоцити? Не. Вие веќе, ако утврдите како специјалист, ако видам дека во носните значи, ходници е присутен гноев секрет, со оној преглед што го правите. Да, со класичниот и ендоскопски преглед. Тука веќе веднаш одлучувате и пресекувате. Мора антибиотик, нема тука. Единствено нешто е можеби одлагање на антибиотикот во смисол на правење на бриз, земење на бриз, па да сте точно и веднаш да се вклучи антибиотик, па кога ќе се открие која е бактеријата, да се продули со соодветниот. Доктор Јане, што би порачале? Јас можев да забележам во деновиве кога беше многу загатено, дори луѓе кои што се носеа маски на лицата, што препорачувате самоукусот на нашите гледачи, ако е повторно, верувам дека ќе биде така, пошто Скопје знае да го зафати и онаа магла и тоа загадување да биде присутно. Што препорачувате? Она што и без потреба стварно да не излегуваме надвор, бидејќи имаше навистина мерки за предпазливост, така? Сите тие мерки за предпазливост што беа кажем во јавноста, јас исто така ги препорачувам, значи што помалку експонажа, излегување надвор, експонажа на тоа аерозагадување, носењето на маски, знаете како, дискутабилно, во литературата и по интернет сајтовите има одредени стручни лица кои што пропагираат и се за носење на маски, има одредени лица кои што можеби пак уште повеќе тишејќи не е тоа, знаете како, задес комплетно се изолира, треба сите да носиме оние класични вонички газ маски. Тие што се ептен за овие што ги носиме ние како хирурзи, обичните медицински лица, штитат. Но прашањето во тоа што ако сте под некоја вирусна, да не зборим бактериска, вирусна инфекција, која што е со некои слаби, вие со носењето на маската правите концентрација на вирусот уште повеќе во самиот воздух во маската комплетно потврдно. Така да не знам. Не можам да кажам. Сега гледам на пазарот вашето мислење за да на пазарот гледам сега се појавиле маски со мали филтерчиња.
Не знам, немам да се надеваме дека нема до тој степен да дојде загадувањето да мораме да шетаме со маски. Ви благодарам за денес и се надевам дека еве малку време во денес барем може да се дише, така речено, па дека ќе имате намален број на некои потешки инфекции во однос на вашата работа. Ви благодарам за денешното гостување. Благодарам и на вас за поканата. Се надевам дека ќе се гледаме повторно. Соработката останува, па во некое следно гостување повторно ќе ми бидете овде гостин во некоја следна емисија. Почитувани мои, тука некаде ќе ве поздравам јас за денес. Се надевам дека сето она што го имавме во предвид да го доставиме до вас како информации во однос на овој проблем, успеавме. Ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време, значи од сега ви најавувам средба со доктор Толе Битовски, физијатар, со кој што ќе говориме за дегенеративните проблеми на рбетот и сите оние заболувања кои што се јавуваат во контекст на тоа. До тогаш во оставам во убаво расположение, имајте добро здравје.